Во урбаната заедница Владо Тасовски, млечен ресторант, вчера вечер се одржа уште една средба меѓу граѓаните од оваа населба со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и представниците од полициската станица Карпош и СВР Скопје. Градоначалникот Богоев напомена дека многу скоро започнува реконструкцијата на улиците Римска и Атинска со средства добиени од Светска банка, а исто така целосно ќе се реконструира и прошири улицата Њу Делхиска, на која ќе биде поставена и нова атмосферска канализација. Сепак долж овие и други сервисни улици, веќе со години паркирањето представува сериозен проблем. Локалната самоуправа веќе подготви проект за еднонасочен сообраќај со цел да се намали сообраќајниот метеж, а и тротоарите да се ослободат од возила и да има безбедни зони за пешаците. Токму во оваа урбана заедница пред 2 месеца започна и зелената офанзива во Карпош, во која што се засадија 155 висококвалитетни дрвја. Дополнително се зголеми зеленилото на платоата на Млечен и на Педагошка, а Богоев најави и започнување со реконструкција на спортските игралишта за фудбал и кошарка во основното училиште Војдан Чернодрински. Граѓаните наведоа повеќе проблеми кои се однесуваат на јавниот трети мир и поставувањето на урбана опрема од страна на угостителските објекти. Представниците од полициската станица Карпош се понудија на целосно располагање на граѓаните и се договорија за заеднички патрули на покритичните места. Исто така ќе се интензивираат теренските контроли врз оние објекти кои не ги почитуваат правилата за поставување урбана опрема. А Богоев нагласи дека во град Скопје се подготвува и нов правилник за целосно справување со субјектите кои го узурпираат јавниот простор.